Добар ден и добре дојдовте на третиот јавен состанок за оваа година. Покрај реализираните активности на Агенцијата за третиот квартал од годинава, на состаноков ќе биде презентирани и наводите од анализата на пазарот за аудио и аудиовизуелна медиумски услуги за 2024 година. Анализата објавивме пред неколку дена. На крајот на состанокот, како и секогаш, ќе биде отворена дискусија на која ќе можете да поставувате прашања поврзани со денешните презентации, како и прашања кои што се од ваш интерес. Во периодот од распишување на локалните избори 2025 година до сега агенцијата реализираше повеќе активности поврзани со овој изборен процес. Почна мониторингот на известувањето на радиодифузерите за периодот од распишување на изборите до почетокот на кампањата, со кои се опфатени националните телевизиски сервиси кои што имаат најголем просечен дневен досег до публиката, односно МРТ1, МРТ2, Алсат, Алфа, Канал 5, Сител, Телма, Телевизија 27М и Телевизија 24 Вести. Сите останати програмски сервиси се мониторираат врз основа на представки. На веб страната на агенцијата поставен е и посебен банер Локални избори 2025 година со материјали поврзани со изборниот процес, законски и подзаконски акти, образец за представки, соопштенија и дописи до радиодифузерите, ценовници за радио и телевизии, неделните извештаи кои агенцијата ги доставува до Државната изборна комисија и слично. Банерот е достапен на македонски, албански и англиски јазик и континуирано ќе се ажурира во текот на целиот изборен процес. Во два наврата агенцијата ги потсети радијата и телевизиите за врските од изборниот законник, кои важат од периодот на распишување на изборите до почетокот на изборната кампања, како и за врските од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Услуги од изборниот законник за снимање на емитуваната програма и за чување на снимките до завршување на изборниот процес, кои треба да ги достават на агенцијата доколку таа ги побара од нив. Во овој контекст им беше посочено дека треба веднаш да ги отстранат евентуалните дефекти во системите за снимање на програмата. Почна да функционира и координативното тело кој ќе постапува според Кодексот за однесување на онлайн просторот за време на изборни процеси и референдуми. Телото е составено од представници на АВМ, ЗНМ, СЕМ, МИМ, Икс и Фондацијата Метаморфозис. На 13 август се одржа првиот координативен состанок на ова координативно тело, на кој за координаторка на телото беше избрана Билјана Георгиевска, директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија, додека за заменик координаторка Оливера Војновска од Фондацијата Метаморфозис. Координативното тело одговори на една представка, поднесена од коалицијата Зреди против онлайн медиумот Етова СОД и новинар на овој медиум, за видеоприлог објавен на 19 август. Представката и одговорот се објавени на веб страната избореnkодексonline.mk, која што ја администрира АВМУ. Оваа страница е достапна на македонски, албански и англиски јазик и на неја се објавуваат сите информации поврзани со кодексот за однесување во онлайн просторот за време на изборни процеси и референдуми. Со цел да се подигне јавната свест за постоење и значењето на кодексот, за начинот на функционирање на координативното тело и за начинот на поднесување на представки до телото, креирани се Facebook и Instagram профили на кодексот. На нив од минатата недела се објавуваат пораки на македонски и албански јазик поврзани со кодексот, а во наредниот период ќе бидат објавени видеосодржини. На денешната седница, која ќе се одржа утрово, Советот на агенцијата го усвои нацрт упатството за локалните избори 2025 година, со кое се дефинира распределбата на времето за платено политичко рекламирање и радијата и телевизиите, како и за начинот на известување на јавниот сервис во вестите, како и бесплатното политичко представување на учесниците во изборниот процес на собранискиот канал. Достапно е нацрт упатството на веб страната на агенцијата веќе објавено и до крајот на утрешниот ден можат медиумите и политичките партии или други засегнати страни да достават
конкретни забелешки или предлози доколку имаат во однос на објавеното напред упатство. Изминатите 3 месеци агенцијата ги реализираше предвидените програмски административни надзори врз радиодифузерите, согласно годишните планови за програмски административен надзор. Врз сите радиодифузери извршен редовен административен надзор со цел да се констатира дали на програмата ги објавиле податоците за собственичката структура, уредништвото и за изворите на финансирање во претходната година и дали до агенцијата доставиле снимка од објавата. Надзорот беше констатирано дека оваа обврска исполниле сите радиодифузери. Редовни програмски административни надзори за повеќе законски обврски согласно годишните планови беа извршени врз националните радија Антена 5, Метрополис, Канал 77 и Јон Радио. При надзорите не беа констатирани прекршувања. Реализирани се 2 вонредни програмски надзори по службена должност во врска со спроведување на обврските за обезбедување на пристапни програми за лицата со попреченост. Со надзорите беа опфатени МРТ 1, 2 и 5 и 10 национални комерцијални телевизии. Согласно наводите од надзорите на Наша ТВ и беше испратено укажување за непочитување на обврските за обезбедување пристапност до програмите за лицата со попреченост, а до другите телевизиски сервиси беше доставен допис со насоки како да го подобрат остварувањето на оваа обврска. Врз основа на поднесена представка од физичко лице извршен е вонреден административен надзор врз регионалната телевизија Кобра, за да се утврди дали радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени со правилникот. Надзорот беше констатирано дека ги исполнува минималните кадровски услови потребни за вршење на дејност. Откако помина периодот за законско согласување со изречените мерки, јавна опомена, извршени се контролни надзори врз телевизија Тера, ТВМ и телевизија Канал Феста за да се утврди дали ги исполниле обврските за заштита на малолетна публика, а врз ТВ Канал Феста и обврските за објава на импресовни информации кои што треба да се направат достапни до корисниците. Надзорите покажаа дека радиодифузерите постапиле во целост по изречените мерки и ги отстраниле прекршувањата. Врз работењето на издавачите на печатени медиуми беше извршен еден вонреден административен надзор врз Сдруженијето на граѓани за истражување, комуникација и развој, Паблик Скопје, издавач на печатениот медиум лице в лице. Предмет на надзорот беше исполнување на обврската за објавување на импресум. При надзорот не беа констатирани прекршувања. Врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи извршени се вкупно 28 надзори, од кои 26 редовни и 2 контролни надзори. При редовните надзори за почитување на обврските за регистрација на програмски сервиси, титлување на програмските сервиси кои ги реемитуваат операторите и за обврската во програмскиот пакет кои што го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмите на јавниот радиодифузен сервис, не беа констатирани прекршувања. Извршени се 2 контролни надзори врз операторот Total TV и Altrasat, за да се утврди дали постапиле по решенијата изречената мерка јавна опомена заради реемитување нерегистрирани програмски сервиси. При надзорите беше констатирано дека операторите во целост постапиле по упатените решенија. Советот на агенцијата заради констатирани непочитување на законските одредби донесе 9 јавни опомени за 5 радиодифузери, телевизија Тера, ТВМ, телевизија Канал Феста, телевизија Плюс и телевизија Ускана Медија. Донесено едно решение за јавно опоменување на операторот Алтрасат заради реемитување програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. Радиодифузерите на операторот на кој им беше изречена мерка јавна опомена им беше наложено да го согласат своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, а по истекот на рокот на законско согласување агенцијата ќе изврши контролен надзор со цел да се утврди дали субјектите постапиле по решенијата со кои што биле јавно опоменати. Изминатиот квартал донесени се 3 одлуки за доделување на дозвола за радиоемитување, од кој едната за музичко радио специализиран формат на македонски и српски јазик на локално ниво на територијата на општина Прилеп, втората за музичко радио специализиран формат во кој емитуваната музика е доминантно забавна на македонски јазик на локално ниво за подрачјата на општина Штип, и третата за говорно музичко радио со претежно информативен општ формат на албански и на македонски јазик на локално ниво на подрачјата на општина Струга. Донесено едно решение за запирање на постапката за одземање на дозволата за Јон Радио, поради што радиодифузерот изврши уплата на средствата за
дозволата за радиоемитување. Агенцијата изработи анализата на пазарот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година, во која е анализирано економското работење на јавниот сервис, македонската радиотелевизија и некомерцијалните радиодифузери, од аспект на нивните приходи, трошоци, финансискиот резултат од работењето, како и од аспект на бројот на вработени. Анализата е изработена врз основа на релевантни податоци, кои што самите радиодифузери ги доставија на агенцијата во рамките на исполнувањето на врската од член 15 став 1 од Законот за медиуми, а нивната веродостојност е потврдена преку увид во завршните сметки на радиодифузерите, издадени од Централниот регистар. Повеќе информација за анализата ќе слушнете веднаш по мојата презентација. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности. На 30 јуни и 1 јули представничка на агенцијата во Женева учествуваше на интерактивниот диалог со Комитетот за човекови права на Обединетите нации. На 1 јули во рамките на посетата организирана од Президентот за европски прашања, представници на агенцијата има состаноци со представници од Франција, Француската агенција за техничка соработка и експертиза. На 15 јули учествував на настанок финансиска отчетност на изборите во Организација на Државниот завод за ревизија со подршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје и амбасадата на Швајцарија. На 31 јули во просториите на Министерството за европски прашања представници на агенцијата присуствува на онлайн состанок со представници на Европската комисија во врска со нивните коментари на патоказот за владење на правото, поглавје 23. Во текот на август реализирани се повеќе состаноци помеѓу представници на агенцијата и представници на ИФЕС и компанијата Latron Solution во врска со процесот на изработка на софтверско решение за платено политичко рекламирање со цел обезбедување на транспарентност, ефективно следење и отчетност на политичкото рекламирање во медиумите. На 9 септември представник на агенцијата учествуваше на онлайн состанокот на групата за медиумска писменост на Медитеранската мрежа на регулаторни тела, на кој беа изложени плановите за престојното пленарно собрание во Приштина. На 9 септември координаторката на мрежата за медиумска писменост учествуваше на состанокот на Алијансата за медиумска и информатиска писменост на УНЕСКО, чија што членка е мрежата. На 16-17 септември заедно со две представнички на агенцијата учествувавме на регионална работилница заштита на изборниот интегритет во Западен Балкан за јакнување на надзорот и довербата, организирана од ОДИХР во Варшава. Агенцијата во август до Министерството за правда и до Министерството за дигитална трансформација достави допринос за поглавјето 10 и поглавјето 23 како дел од придонесот кон годишниот извештај на Европската комисија. Во третиот квартал од агенцијата одговори на прашалниците на ЕПРА кои се однесуваа на поставувањето и имплементирањето стратегии во динамична средина, на телевизиските канали исклучиво посветени за рекламирање и за моделите и техничките услови на дистрибуција на телевизиски канали преку бесплатни мрежи. Во овој квартал издадени се вкупно 74 потврди за регистрација на програмски пакети. До имателите на права се доставени 4 известувања врз основа на извршен програмски надзор, каде агенцијата утврди дека операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи бесправно реемитуваат програмски сервиси, кои што не се регистрирани во агенцијата. Во изминатиот период агенцијата стигна повеќе пријави за упис во регистарот на издавачи на онлайн медиуми, односно интернет портали. До овој момент во регистарот се регистрирани вкупно 47 издавачи на онлайн медиуми по интернет портали. По добиеното известување за прекин на аудиовизуелна медиумска услуга по барање, Друштвото за комуникацијски услуги АјДЕ Македонија беше избришено од регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Донесени се повеќе правилници кои се важни за работењето на радиодифузерите, онлайн медиумите, односно интернет порталите и физичките лица даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, инфлуенсери, влогери и креатори, како и повеќе подзаконски акти за заштита на личните податоци. Донесен е и нов деловник за работа на агенцијата, поради изборот на новите членови на Советот на агенцијата, како и заради новите законски обврски на агенцијата, поврзани со давателите на услуги, платформи за споделување на видеа, физички лица даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, односно инфлуенсери, влогери и онлайн медиумите и интернет порталите.
Во продолжение, ќе ги слушнете наодите од анализата на пазарот за аудио, аудиовизуални и медиумски услуги за 2024 година, кој што ќе ги презентира колешката Катерина Донеска. Повелете. Добар ден на сите. Во следните неколку минути накратко ќе ви ги презентирам клучните наоди за економското работење на радиодифузерите во 2024 година, а повеќе подетални податоци ќе можете да најдете во самата анализа која што е веќе објавена на нашата веб страница. Во 2024 година, јавниот сервис и комерцијалните радиодифузери оствариле заедно вкупни приходи во износ од 3 милиарди и 22 милиони денари. Од нив, 42% биле приходите на македонската радиотелевизија, 50% на комерцијалните телевизии и 8% на радијата. Во сите три сегменти биле остварени повеќе приходи отколку во 2023 година. Кај МРТ зголемувањето се должи на целосната исплата на законски предвидените средства од државниот буџет. Кај телевизиите тоа се должи исклучиво на приходите од платеното политичко рекламирање за време на изборните процеси кои што се случија ланската година, а кај радијата растот е поради платеното политичко рекламирање, но и поради зголемување на приходите од комерцијалното рекламирање. 54% од вкупните приходи во индустријата биле од реклами, а од нив 87% ги оствариле комерцијалните телевизии. Приходите само од комерцијално рекламирање на сите комерцијални телевизии изнесувале 1 милиарда и 16 милиони денари, а на комерцијалните радиостаници 160 милиони денари. Вкупните средства кои биле потрошени во целата индустрија изнесувале 2 милиарди и 99 милиони денари, а финансискиот резултат од работењето бил добивка од речиси 200 милиони денари. Македонската радиотелевизија остварила вкупни приходи во износ од 1 милиарда и 37 милиони денари и ова е највисок износ кој што јавниот сервис го остварил во последните 6 години. Зголемувањето, како што веќе спомнав, најмногу се должи на средствата кои што се наменети за финансирање на радиодифузната дејност, што тој ги добил од државниот буџет согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Откако во 2017 година беше укината радиодифузната такса и македонската радиотелевизија главно почна да се финансира од буџетот на државата, за прв пат во 2024 година на МРТ и беа префрлени законски предвидените средства во целост. Во анализите на пазарот што ги изработувавме претходните години, постојано укажувавме дека на исплаќањето на целосниот износ на македонската радиотелевизија е нужен предуслов за јавниот сервис да ги врши своите функции. А овој проблем очигледно се надмина со измените кои што се случија во 2023 година, со кои што беше избришана одредбата дека пропишаните проценти од државниот буџет, цитирам, ќе се реализираат доколку со тоа не се нарушува праведната распределба на буџетските средства и не влијаат врз средствата планирани за сите буџетски расходни ставки. Дополнително, во 2024 година јавниот сервис потпиша договор за вонсудска спогодба со Министерството за дигитална трансформација, врз основа на кој му беа префрлени 80 милиони денари од државниот буџет, како прва рата од неисплатените средства за 2023 година. Од рекламирање биле остварени само 2,5% од приходите на јавниот сервис, односно тоа се вкупно 34 милиони денари, кои што биле остварени од продажба на времето за рекламирање при емисување по значајни спортски настани за кои МРТ ги имаше откупено правата. Трошоците што ги направила македонската радиотелевизија изнесувале 1 милиарда и 27 милиони денари. Најмногу средства биле потрошени за вработените, 590 милиони денари, од кои што 96% биле за бруто плати. Позначаен износ на средства биле потрошени и за програмски права.
Во периодот од 2019 година наваму, јавниот сервис остварил најдобар финансиски резултат токму во 2024 година и тоа добивка во износ од 88 милиони денари. Просечниот број на вработени изнесувал 630 лица, тоест 31 лице помалку отколку во претходната година. Алфа, Алсат, Канал 5, Сител и Телма заедно оствариле 1 милијарда и 32 милиони денари, што е за 19% повеќе отколку во 2023 година. Меѓутоа, во овој износ се вклучени и приходите што 5 телевизии ги оствариле од продажба на времето за емитување на платено политичко рекламирање, за време на парламентарните и председателските избори во купен износ од 199,48 милиони денари. Без нив, купните приходи на телевизиите изнесуваат 1 милијарда и 12 милиони денари, односно тие се повисоки за нецел процент во однос на оние кои што биле остварени во 2023 година. Гледано по телевизии, пониски купни приходи отколку во 2023 година остварила само телевизија Алфа. Највисоки приходи остварила Сител, и тоа 566 милиони денари, што представува дури 43% од вкупните приходи на сите 5 телевизии заедно. Најголем дел од приходите во овој сегмент од пазарот биле остварени од реклами. Поточно 1 милијарда и 51 милион биле од комерцијално, а 199 милиони денари биле од платено политичко рекламирање. Во 2024 година за прв пат биле остварени приходи повисоки приходи од комерцијално рекламирање отколку во предпандемиската 2019 година. Само Алса Тем остварила помалку приходи од комерцијално рекламирање отколку во претходната година, додека кај другите 4 телевизии имало зголемување. 5 телевизии заедно потрошиле 1 милијарда и 19 милиони денари. Најголемо учество во трошоците имале средствата за плати и други надоместоци за вработените лица. Поточно за оваа намена биле потрошени 425 милиони денари, а по значаен износ од 361 милион денари бил потрошен и за набавка на содржини. Најмногу средства и за плати и за набавка на програма издвоила Сител. За набавка на програма оваа телевизија потрошила повеќе од другите 4 телевизии заедно. Сите 5 телевизии оствариле добивка на крајот од годината. Заедничкиот финансиски резултат од работењето на сите 5 бил добивка од 112 милиони денари. Просечниот број на вработени во овој сегмент од пазарот изнесувал 585 лица. Приходите на телевизиите на државно ниво преку неограничен ресурс изнесувале 142 милиони денари и тие се за речиси 60% повисоки во однос на 2023 година. 69 милиони од овие биле остварени од платено политичко рекламирање, така што, доколку тие се исклучат од вкупните приходи се пониски од колку оние во 2023 година и тоа за 19%. Највисоки приходи успеала да оствари Компани 21М, а нешто помалку остварила 24 Вести. Заедничките приходи на овие две телевизии представуваат 75% од вкупните приходи на сите 5 телевизии заедно. Овие две телевизии во секоја од последните 6 години прикажувале забележително повисоки приходи отколку другите 3 телевизии. Од рекламирање телевизиите оствариле 136 милиони денари, а само 67 од нив биле од комерцијално рекламирање. Тоа представува 15% помалку во однос на претходната година. Највисоки приходи од комерцијално рекламирање имала 24 Вести. Средствата што овие телевизии заедно ги потрошиле изнесувале 181 милион денари, а најмногу потрошила 24 Вести. 91 милион, односно 50% од вкупните трошоци биле за плати и други надоместоци за вработените. За оваа намена најмногу издвоила 24 Вести, 48 милиони денари, што е повеќе од другите телевизии заедно. Просечниот број на вработени во редовен работен однос во оваа телевизија во 2024 година бил 87 лица.
Добивка на крајот од годината оствариле Наша ТВ, Компани 21М и Шења, а 24 Вести и Сонце работеле со загуба. Заедничкиот финансиски резултат и оваа година бил загуба во износ од 40 милиони денари. Регионалните телевизии, како резултат на приходите од платено политичко рекламирање, вкупните приходи се зголемени повеќе од двојно во однос на 2023 година. Без нив тие се пониски, дури за 13%, што потврдува дека не постои ни финансиска стабилност, ни одржлив раст на овој сегмент од пазарот, доколку се погледнат вкупните приходи на сите регионални телевизии без приходите од платено политичко рекламирање во периодот од 2019 до 2024 година. Највисоки вкупни приходи биле остварени во Скопскиот радиодифузен регион, што е очекувано со оглед на тоа што овој регион има најголем пазарен потенцијал. Гледано поединечни по телевизии, највисоки приходи остварила телевизија Тера. 58% од приходите на регионалните телевизии биле од платено политичко рекламирање, а само 28% биле од комерцијално рекламирање. Највисоки приходи од комерцијално рекламирање прикажале телевизиите Ера и Стар. Трошоците што заедно ги направиле изнесувале 96 милиони денари, од кои 55% биле за плати и други надоместоци за вработените. Повеќе од половина од трошоците за вработените ги направиле заедно 3 телевизии, тоа се Стар, Вистел и Тера. Просечниот број на вработени во регионалните телевизии изнесувал 82 лица, а остварениот финансиски резултат на крајот од годината бил добивка од речиси 5 милиони денари. Заедничките приходи на 13 локални телевизии изнесувале 46 милиони денари, од кои 34 биле од платено политичко рекламирање за време на изборите. Највисоки приходи оствариле телевизиите Плюс и Феста. Приходите што ги оствариле од комерцијално рекламирање се многу ниски во секој од последните 6 години, што ја доведува во прашање одржливоста и на овие медиуми. Најмногу приходи од комерцијално рекламирање во 2024 година оствариле ТВК и ТВ+. Телевизиите заедно потрошиле 33 милиони денари, а сите имале повисоки трошоци во однос на 2023 година. 3 локални телевизии годината ја завршиле со загуба, а другите оствариле добивка. Финансискиот резултат од работењето на сите заедно бил добивка од 12 милиони денари. Просечниот број на вработени лица изнесувал 43 лица. Радиостаниците на државно ниво заедно оствариле 112 милиони денари, од кои 13 милиони биле од платено политичко рекламирање. Во споредба со претходната година, вкупните приходи се за 30% повисоки, но доколку се исклучат и тука приходите од платеното политичко рекламирање, зголемувањето изнесува 15%. Највисоки приходи во 2024 година остварила Канал 77 и тоа износ од 54 милиони денари. Од вкупно 84 милиони денари, кои што радиостаниците ги оствариле од продажба на времето за рекламирање, 71 милион биле од комерцијално рекламирање. Освен во 2020 година, кога овие приходи имале пат поради кризата од пандемијата, од 2021 година наваму тие во континуитет се зголемувале. Во однос на минатата година, Антена 5, Канал 77 и ЈОН оствариле повеќе приходи од комерцијално рекламирање, додека Метрополис прикажала помалку. Заедничките трошоци на овие 4 радија изнесувале 96 милиони денари, од кои 28 милиони биле за плати и други надоместоци за вработените. Просечниот број на вработени изнесувал 57 лица. Само Радио ЈОН остварило загуба на крајот од годината. Заедничкиот финансиски резултат на сите 4 радија бил добивка од речиси 15 милиони денари. Приходите на 14 регионални радиостаници изнесувале 85 милиони денари. Од нив, од платено политичко рекламирање биле 14 милиони.
Во периодот од последните 6 години, ова се највисоки остварени приходи, а во споредба со минатата година, тие се повисоки за дури 54%. Меѓутоа, без приходите од политичко рекламирање, зголемувањето изнесува 29%. Раст на вкупните приходи имало кај сите 14 регионални радиостаници. Повеќе од половина, или поточно 51% од приходите, ги оствариле само 3 радиостаници – Буба Мара, Спортското радио и Скај радио. Средствата што ги потрошиле радиостаниците изнесувале 77 милиони денари и во однос на 2023 година тие се зголемиле за 44%. Резултатот од работењето на регионалните радиостаници бил добивка од 6 милиони денари, а процесниот број на вработени изнесувал 60 лица. Вкупните приходи на локалните радиостаници изнесувале речиси 49 милиони денари. Споредено со 2023-та тие се зголемиле за 22%, но без приходите од политичко рекламирање, зголемувањето е многу помало и истото изнесува само 5%. Само од комерцијално рекламирање биле остварени 31 милион денари. Највисоки вкупни приходи прикажало Радио Кавадарци. Вкупни приходи помеѓу 2 и 3 милиони денари прикажале 6 локални радиостаници, 13 оствариле помеѓу 1 и 2 милиони денари, а исто толку имале под 1 милион денари. Овие радиостаници заедно потрошиле 51 милион денари. Просечниот број на вработени во редовен работен однос во овој сегмент од пазарот изнесувал 69 лица, а заедничкиот финансиски резултат бил добивка од 1 милион денари. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, колешка Полеска. Сега отвараме можност за дискусија или поставување на прашања. Заради записникот што го водиме од секој јавен состанок, и ако се знаеме, ќе ве замолам на почетокот кога ќе го добиете микрофонот да се представите. Повелете. Ви благодарам, Катерина Нишкова, Сител телевизија. Јас околу нацрт упатството за локалните избори кој што беше донесено утринава има забелешки од одредени политички партии дека не се застапени во платеното политичко рекламирање според ова упатство, имено Левица и Знамје, иако се парламентарни партии со пратенички групи, односно имаат над 5 пратеници, не добиваат право на политичко рекламирање, за разлика од тоа партии кои што имаат помалку пратеници ќе добијат некоја минута на телевизиите и соодветно на рекламирање и на порталите. Зошто ова е вака? Рековте се работи за нацрт извештај, има ли простор за корекција? Нацрт упатството е вакво како што е, затоа што е таков законот изборен. Значи, ние ова упатство го донесовме во заедничка координација и консултација со сите 4 институции кои што се задолжени за спроведување на изборниот процес: Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција. Ние констатиравме дека постојат недоречености и слабости во изборниот законник и заради тоа го известивме председателот на собранието за овие недоречености. Бидејќи нема во собранието самиот процес на измени на законот, изборниот законник беше блокиран, Советот на агенцијата и јас како директор немаме друга можност освен да го почитуваме законот таков каков што е сега во моментот. Оваа категорија, новие две партии кои што имаат 6 пратеници и имаат пратеничка група, не е дефинирана во закон, не постои таква категорија во актуелниот изборен законник и измена на упатството без промена на изборниот законник не е возможно. Значи, ние не сме исто среќни што е тоа така, меѓутоа законот е таков каков што е и ние мора да го почитуваме. Само едно мало до објаснување, кај интернет порталите постои една можност, вели
на најголемите две партии од власта или на опозицијата може најмногу да им се додели 45% од просторот. Дали ова значи дека има простор за маневар, бидејќи вели може најмногу? се прво прашувате за интернет портали или сгрешите нешто? Не, значи првото прашање беше за телевизиите, се разбравме, сега до објаснување во делот на портали. Значи, прво агенцијата не доделува пари, агенцијата утврдува време за платено политичко рекламирање кај радиодифузериите, во однос на порталите целосно надлежна Државната изборна комисија. Повелете слободно, ако има прашања. Добро, ако нема, би се заблагодарувам. Нема така, не гледам. Добро, би се заблагодарувам за присуството и ќе бидеме во комуникација поинтензивна во овој период кога следува и почетокот на изборната кампања.